Никој не те слуша. Продолжиме. Продолжиме. Зашто не знам? Затоа што до сега немаме никаков одговор. Никој не е излезен да ни даде одговор. Јас не сакам одговор во канцеларија да ме го викат на разговор. Бидејќи веќе ова е случајот бина толку јавен, треба пред јавноста да излезат да кажат. Не само на мене, да слушнат и на пинороднините, и на пинодругарите, сите да слушнат. Ја не сакам приватен состанок во некоја канцеларија. Сакам да излезе министерот за внатрешни и да почне да ни дава одговор што до сега, во мојот случај 110 дена, имат направено. Што имат направено? Јас не знам ништо. Кои се најновите страни? За камерата ни споменавте дека била пуштена екипа на полицијата да ни истражува злоупотреба. Да, тоа беше пред 3 недели од прилика. Според мене, јас одма им одговорив дека тоа е непотребно трошење пари на државата, ама бидејќи се тражи уште тогаш беа само на 3 случаја, сега се 4 случаи, зашто во меѓувреме исчезнат уште еден човек од 30 некоја година. Добро, идете. Само знам дека за моето дете Смилково езеро не е. Зашто јас од првиот ден кога исчезна, го превртев цела обиколница, езерото 3 пати бев, таму секој ден има по 4-5 риболовци, имаше нешто ќе приметева, ќе видат самиот народ ќе приметеше. За мене тоа беше тој ден губење време, губење државни пари. Така, а кои биле интенциите за воопшто отидат во Смилковско езеро? Не знам. Дали ви ги објаснија? Не. Мора да има некоја причина. Не, не ни објаснива ништо, ни Само зошто, никако. барале проверка за да проверат, тоа. Дали се сомрде, дали има ли некој сомрде, по тоа ми не знаеме, дека мене се изнесете тој случај. Само барале за да проверат. Дали за нашиот случај, сите случаи како го соопшти? Дека барале помере барање за да добијат дозвола за градување. Тоа дозвола го добијање и сега ќе биде кога да преговарат или ништо повеќе тоа. Ќе господите се јавите дека немало ништо кај мене не се јавиле. Не ми се јавуваат они. Јас сум таа што им досаѓам по 5-6 пати и ден и ноќ, искрено речено 2 сат ноќе ќе ме фатат 5 минути им се јавувам. Затоа што кога и да се јавам нема никој. Сите се по терен, ќе се јавам околу 2:30, све ќе си отишле дома. Во четвртокот ги тражев, немаше ништо. Вчера се јавувам, господинот Драган Лазаров, што е одговорен за случајот за Пино, си зема слободни денови. Господинот Саше Димевски, што е одговорен за секторот за потраги за исчезнати, е на годишен одмор. Немаше никаков инспектор на работа. Па се ќе чекаме да завршат одморот, па да видиме дали ќе ги најдат децата. Ја не знам што прават овие луѓе. Како е можно да немат луѓе на работа? Има само еден тој дечко и таа девојка што одговараат на секретарите на телефонот. Нема друг никој. Спијат, по одмори се шетаат, ние деца тражиме. За нив, мачката да им беше побегната, сигурно на одмор немаше додат. Ова е од моја страна. Многу сум револтирана спрема институциите овдека во оваа држава. Спрема сите. Дали има било каков детал во однос на возилото со кое Пино Ништо. Не. Што е со камерите од Safe City? Дали ви кажа, дали тие се прегледани например? Ми рекова дека се прегледани, да. И од нив? Нема ништо. Мислам дека таа вечер поминале марсовци и собрале цело и дете моје, и кола, и телефони, одеднаш исчезнуваат. Единствено објаснување логичност спрема тоа што ми кажува мене полицијата. Кола нема, 2 телефона нема, дете нема, како е можно? Да беше некоја голема кола, некој Мерцедес, некој BMW, ќе речам Ауди, ајде, ја украле колата. Ама за Шкода, кој ќе краде Шкода што не вреди ни 1000 евра? Како во вашиот случај, со вашиот син, тука може да се направи паралела во однос на возилата и во однос на тоа каде е последно лоциран со камерите од Safe City вашиот син? Нашиот син како тргнал дома, само кај мене беше дека кај мене го повикал некој заменил со туѓо возило, што го повикал. Не е со своје возило. Има само снимак
Ако е бегало повод, нема да домашен темен и 2 месеца го работите, не може да го средате снимак, дека јака технологија. Не може да се видат, предпоставам, таблиците на вozilото. Не може да се види. Заменик министерот даде изјава дека ги поседува тие сефсити и електронското пишување со телефоните, само ние тоа немаме ништо докази дека тоа бевме потраги и рекла дека не постои таков материјал камерите сефсити. И дека тие сефсити им даде писмено, не можем да го добијат и ги нема. Дали потоа може би го прашавте министерот што се случило и зошто воопшто ви кажа дека има министерот, после тоа со министерот не сум контактирал Сидни и ми имаме разговор, не го знам, и со министерот разговарал Сидни и кај премиерот бил Сидни со Тони, кај Тони бевме заедно со Сидни и кај Ешовски. За овие што ги спомна сега, сите не обичат дека не идат. Дадат инструкции да не завршат работата, само мене со Наумовски да се слуша. Наумовски, слободен Наумовски. Наумовски слободен, скоро месец дена не ми се јави дека тој го одеше мојот случај како началник на делението. И месец дена скоро не контактира со мене, дека е наводно во пензија, се дали у пензија или не у пензија, или заштитува некого и дека работите не ги терал како што треба од време. Само секоја работа јас сум потенцирал напред ова, дека со сила, дали заштитува некого или толку може да работат. Тоа е нивен проблем и тие тоа некој мислат понатака. Господинот Лазарев, кај него бев и контактирам со него се више редовно скоро секој ден. Неговото до сега што го работил, дека колку повише понатака, јас не можам да одам дека толку имам ограничување на овластување на работата. На 29.2 дадов попарување за да се води истрага и во насилен криминал. Имам таму досие, има број на предмет. Тој предметот воопшто не се отворил, не се работи во тој случај. Предметот на што се односи? Предметот јас више рекол дека више не може да биде исчезнат, може да биде ликвидиран или земе некаде да се држи. На тоа сомневам дека се шират разни гласини. Тие гласини што ги слушам јас, тие не слушам да ги слушам, тие ги знаат сите тие гласини. Ја би ги замолил да не прекриват никого, да ја кажат што е вистината и да не заштитуват ако се работи за криминални структури, дека колку толку знаеме дека живееме во една суверена држава и 40 години плаќам придонисе на оваа држава за овој ден. Јас би сакала нешто друго да додадам. Јас прошлата недела бев во Италија. Случајот исто во Италија што беше за исчезнати, сега е преминат за киднапирање. Јас сакам да прашам една друга работа господинот Оливер Спасовски. Кога Италија нуди помош, зошто македонската полиција не ја прифати италијанската помош? Италија уште од првиот ден кога исчезна Пино, кога пријавивме таму, кога пријавивме на амбасада, ми одговорива дека нудат помош. Од Италија да дојдат екипи со други технологии, со све што овдека можеби и нема. Зошто не прифаќаат помош? Тоа што моето дете е италијанец, они треба, ако нема толку технологија како што ми река мене Драган Лазаров ми рече дека добро дојде да ни дојде некој да ни помогне. Ама вика јас тоа не можам да го потражам. Треба тие што се погоре од мене да го потражат. Амбасада има одено зборено со главниот на полицијата на град Скопје, каде што нуди помош, каде што помошта е одбиена. Ако некој одбива помош, значи е способен сам да заврши работа. А овие овдека ем не се способни, ем не прифаќаат помош. Во двата случаи имаше ли некои претходни индиции дека може нешто вакво да се случи? Јас за мојот случај можам да речем само дека Пино дома сам не е отиден. Нема потреба да оди дома сам да бега или да се крие.
Пино работи во фирма каде што се вртат многу пари. Со многу други македонски фирми. Затоа, кој што рече господинот Бекер, овдека некој нешто крие. Нарочито во мојот случај, некој нешто крие. Не можам да ги речам тие имиња на тие фирми, додека не бидам сигурна 100%, иако имам доволно докази. Зашто докази? Што имаш да потенцираме гласно? За некои фирми што се работуваат со фирмата која што работи Пино. Каква врска? Мислите дека тие... Додека не сум сигурна, не можам. Само индицијата, не кажуваме која фирма, која е индицијата, кој е настав? Да направат притисок. Да направат притисок врз фирмата, да. Дали и вие како господинот Бекер контактирате со премиерот? Контактирав, ама ме пријави, имам пријава од господинот Заев, затоа што му пратјав пораки на Вибер, че не одговара, му пратам порака на Вибер. И господинот Заев, на човекот што плаќа порези, праќа пријава. Требаше да земам една копија да се урамат, да се ставам од дневна. Затоа што кога веќе премиерот ме пријавил, сите други што ме пријавија после тоа се нула во споредба. Јас имам најубав документ, најубава пријава од господинот Заев. Наместо да ми рече господјо, мајка сте, јас сум родител, ако можам ќе ви помогнам, он мене ме пријавува. За вознемирување? Мола? За вознемирување? Да, за вознемирување, Ова, извинете што се смеам, ама ова е стварно смешно. Ова на комедија треба да оди, на вчерашни вести, како ги викаат тие. Барем македонскиот народ да се посмее малку. А иначе со господинот Оливер Спасовски не сум имала никаков контакт. Лично не сакам да имам да ме примат ни едниот ни другиот. Сакам да излезат овдека, да зборат пред новинарите, да зборат пред сите овие луѓе што се дојдени овдека, роднини, пријатели, и да дадат изјава што се случува во Македонија. Исчезнување, криминал, пребодување деца, криминалци слободни. Во Македонија, ако си поштен човек, како мене, например, слободно ме стават во затвор на крај на мене. А јас да сум најголемиот криминалец, дури може и награда ќе ми дадат. До тој степен сме дојдени во овдека, во оваа држава во овој момент. Уште еднаш ќе се навратам на моментот